Повторно велам добар ден за сите наши гледачи и за сите оние кои што ќе се вклучат и ќе бидат дел од Контакт Плюс на Канал Плюс телевизија. Како што видовте од самото промо кое што кажува се за на што денес ќе разговараме, зашто имаме и отворена тема. Денес со мене овде во студиото е господинот Ангел Бојаджиев, директор на јавното претпријатие ИСАР. Ќе започнеме од веќе она што е јасно, она што сите го гледаме, а и она што веќе беше презентирано од страна на јавното претпријатие ИСАР. За 2 години веќе обавени 60% од предвидените проекти на јавното претпријатие ИСАР. Велам добар ден и велам да отпочнеме токму со овие импресивни резултати за јавното претпријатие. Најнапред благодарам на поканата. Добар ден на сите гледачи на Контакт Плюс, на Канал Плюс телевизија. Така, како што веќе кажав, 60% од предвидените активности веќе се завршени во овој 2-годишен период. За што точно станува збор? Па значи ние како јавно претпријатие работиме согласно програма и точно зацртани активности како на јавното претпријатие, така на општината, така и на градоначалникот примариус магистр Илчо Захариев, и таа програма целосно ја спроведуваме. Меѓутоа, пред се нашата програма се базира врз барањата на граѓаните, се разбира оному каде што е тоа возможно и каде што се реални нивните барања. Ние согласно програмата која што ја имаме предвидено, веќе во целост имаме и реализирано. Сето оно што го зацртавме, веќе го имаме реализирано. Значи, моментално работиме во сите сектори што ги има нашето јавно претпријатие и секаде бележиме позитивни резултати на реализација, исто така бележиме позитивни резултати и на финансиска добивка. Така, господине Бојаджиев, ете ќе започнеме поради тоа што се гледа дека навистина работите, јавното претпријатие секаде е активно во сите сектори, но што значи тоа во однос на финансиското работење, што значи тоа со кредитните остварувања и веќе сте познати дека ги плаќате навремено каматите, односно оние кредитни рати, дали е навистина така, како работите и стоите на тоа поле? Значи, јавното претпријатие ИСАР, кога градоначалник на општина Штип бил Димитар Ефремов и кога директор на јавното претпријатие ИСАР бил Лазо Богатинов во времето на Социјалдемократскиот сојуз, зеле кредит од 2.600.000 евра. Кредитот го зеле за реконструкција на водоводни линии. Знаете колку водоводни линии се реконструирани во градот, секој може да види дали има проблеми и дали ние не вршиме замена на водоводни и канализациони линии. Плюс тоа, новие пари имале 1 милион денари, 1 милион евра имале донација, неповратни средства. Имало грейс период. Меѓутоа, се чувствувале малку комотно директорите на Социјалдемократскиот сојуз, па така да ни еден директор не си исплатил својата рата за тоа што бил зеден кредитот. Значи, требало пример да се плати 24 милиони. Платиле 76.000 денари. Требало да се плати 30 милиони, платили 11 милиони денари. Требало да се плати 26 милиони рати, зборувам ратите, платили 8 милиони денари. И сега тие рати кога ги собереме сите, јас во целост ги имам платено своите рати, како и мојот претходник. Ако ги собереме тие пари што се заостанати, кои што не ги плаќале тогашните директори на Социјалдемократскиот сојуз, ние сега имаме за плаќање 76 милиони денари. Но ово имаме и камата, имаме 100 милиони денари за плаќање. Овие пари министерот за финансии ги бара од нас и ние мора да ги исплатиме. Како? Како да ги исплатиме? Дали да ги исплаќаме сега парите кои ги имаме наследено или да инвестираме во нови проекти, се во интерес на граѓаните. Редовно јавното претпријатие мора да дава плата, редовно мора да се сервисира електричната енергија, редовно мора да се сервисира долговите кои што ги имаме ние како јавно претпријатие за сите проекти кои што ги правиме. Знаете дека во моментот имаме милион проекти кои што ги работиме и ги сервисираме. Моментално јавното претпријатие должи 18 милиони денари, што не е било. Тие пари ги имаме на сметка, можеме веднаш да се разложи и да биде на нула јавното претпријатие. И ликвидно. Јас моите фактури ги плаќам фактура за фактура. Долг, значи, немам. Меѓутоа, ова финансиска криза, која што е направи Социјалдемократскиот сојуз, ќе се одрази на работењето на јавното претпријатие ИСАР. Меѓутоа, ние со градоначалникот, верувате, деноноќно не спиеме, бараме начин како да излеземе од оваа ситуација. Бидејќи работиме ликвидно, плата даваме редовно на први, ги плаќаме фактурите, меѓутоа се за зеден кредит, а не плаќа, некој се има комодитет да се чувствува. Значи да се оди по кафеани, да ужива, да се шета и сега да треба ние да ги враќаме тие долгови. Меѓутоа кога сме се нафатиле, ќе ги вратиме.
така да имаме некоја идеја, што сега овие денови ќе разговараме баш на таа тема, и како јавно предпријатие ќе најдеме начин, нема да дозволиме градот да се блокира, бидејќи јавното предпријатие ИСАР заедно со општината, знаете дека се носители на сите активности во општина Штип, нема да дозволиме да се блокира општината, нема да ги дозволиме да не се реализираат нашите проекти, одиме храбро напред, затоа што имаме еден градоначалник кој што, верувате, го посакува секоја општина. Не ми е целото овде да го фалам градоначалникот, сите знаеме колку работи, колку вреди. Затоа што имаме еден градоначалник кој има 89% рейтинг. Знаете дека 89% рейтинг имаат само светските политичари. Не верувам дека освен Путин има друг таков рейтинг. Така, ги чувствуваме бенефитите сите. Ајде да започнеме со она што веќе го споменавте, замена на канализационата мрежа и работење на овие активности. Веќе во претходниот период се вршеше се обнова на канализациона мрежа на улицата Вардарска. Како е состојбата таму? Веќе обновена оваа канализациона мрежа, каде се префрлувате во следниот период? Значи ние како јавно предпријатие комплетно го завршиме долниот дел на улица Вардарска, од крстоносницата надолу. Сега работиме на горниот дел на улица Вардарска. Овде комплетно ги сервисираме канализационите, водоводните и атмосферските мрежи. Комплетно ќе бидат заменети. Тоа ќе го завршиме во најбрз можен рок. Веднаш после ова замена на овие мрежи, ќе општина Штип, началникот ќе асфалтираат оваа улица и ќе си биде една комплетна улица. Знаете сите дека беше ова болно грло за целиот град оваа улица. Имаше доста проблеми со самите врнежи, атмосферската канализација, ние имавме доста интервенции на самата канализациона линија. Еве сега луѓето ќе имаат нови приклучоци, нова атмосферска канализациона и водоводна мрежа. А паралелно овде, на оваа канализациона мрежа, ние работиме и на канализационата мрежа моментално во населба Караорман. Знаете дека долниот дел на Караорман е веќе готов, веќе тамо ќе се асфалтира, мислам дека е започнато. Ќе се премине, веќе работиме на горниот дел од Караорман. Овде има доста куќи кои што ќе бидат вклучени, имаме проект, имаме набавено материјали, имаме доволно средства за да го изведеме, се со цел за граѓаните бидат задоволни, да бидат вклучени во канализациониот систем, бидејќи 21 век да нема канализација срамота. Ние како јавно предпријатие, заедно со градоначалникот, нашата визија е да секое село, секоја уличка, секоја населба, секоја куќа добие канализациона мрежа, добие водоводна мрежа, да нема никакви проблеми. Се јавуваат одредени проблеми во водоснабдувањето, ситни и во канализационата мрежа, благовремено интервенираме, благовремено ги сервисираме сите овие проблеми, бидејќи ние како јавно предпријатие постоиме за самите граѓани. И секојдневно на состаноците разгледуваме колку повици имало, колку се интервенирало на тие повици. Што барат граѓаните, меѓутоа да бидеме реални, граѓаните некој пат са и нереални. Дел од граѓаните бараат телефонски, значи се јавуваат во паркови изредено, дали може да се искоси тревната површина во мојот двор, приватна куќа, двор. Значи, ако ние тоа го правиме, каде ќе не биде крајот? Ги одржуваме јавните површини, кога има можност да се легуваме на сите во пресред, така. Бидејќи за тоа постоиме и за тоа сме јавно предпријатие. Ете го имаме и првиот гледач. Велам, добар ден, повелете. Сакам да го прашам директорот, кога ќе се прави паркот над Дом на млади? Така, јасно е прашањето. Верувам дека го имаме и одговорот. Парк над Дом на млади. Значи, овој парк ние нас во програмата за реализација не барат некои големи средства, не барат некои големи. До септември ќе биде реализиран, овој парк ќе биде направен. Ние комплетно овде домот што е пред Домот на млади, паркот кој што го одржуваме, редовно го косиме, го чистиме. Еве сега ова улица асфалтирана, ќе се направи и паркот над Домот на младите, ќе го средиме, ќе го дотераме. Така, активно работите на зелените површини, секогаш обновени, секогаш и во овој период каде што температурите се повисоки, одржување на парковите и чистење на истите, уредување на река Отиња. Колку луѓе работат на сето ова и како се врши она стратешко, како да се кој парк да се обнови, да се хортикултурно уреди и дали граѓаните имаат свест за чување на овие паркови? Значи, ние, како јавно предпријатие, во координација со градоначалникот, каде граѓаните имаат потреба и барање за парк, ние прво разгледуваме урбанистички дали е тоа изводливо, доколку дозволува, тамо на тоа место правиме паркови површини. Постојните паркови површини ги одржуваме согласно програмата за работа, донесена од Советот на општина Штип,
а контролирана и спроведувана од страна на градоначалникот и од мене. Значи комплетно и сами гледате дека се одржуваат сите зелени површини, се косат, се средуваат, се чисти, редовно зелените површини се чистат, се одржува хигиената, така да можеме да се пофалиме дека Штип, сами од влезот на градот кога ќе дојдете, дека имаме најдобро уреден влез во општина Штип, мислам во Република Македонија. Исто така, кога спомнавте Отиња, ние хортикултурно средовме Отиња од левата и од десната страна, оному каде е веќе направено минор коритото, ние веќе хортикултурно следуваме и сами знаете дека во таа акција зедува голем број вработени во јавното предпријатие учество, како од администрацијата, така и од сите сектори кои што ги има во јавното предпријатие. Тоа беше една добра слика да се види како над 150 луѓе работат во средување на речното корито. Значи тоа е било во времето на социјализмот, кога е било ударнички акции, кога се работела, кога се градела оваа држава од кал и камења, кога е започната да се гради, така и ние, значи со ентузијазам, никој не натерна на сила да се разбереме, да работи. Со ентузијазам, дури вработените ме прашува директоре дали ќе имаме друга акција. Еве сега најавувам друга акција за средување на речното корито. До петок ќе го средиме комплетно речното корито до судот. Значи овој дел сега што се работи урбан, што ја прави стазата, комплетно ќе го средиме хортикултурно делот до судот. Ние како јавно предпријатие, на нас заедно со градоначалникот на општина Штип, приоритетна е реката Отиња. Затоа успешни ќе бидеме ако оставиме белег за нас. Значи не е битно дали мандатот мој ќе биде 2 години, 3 години, дали ќе заврши сега, дали, значи битно е да моја сатисфакција е да како директор на јавното предпријатие, прво сум горд што сум тим од градоначалникот, што ми даде можност да бидам дел од неговиот тим, бидејќи влегуваме во историјата. А второ, сум горд затоа што можам да оставам за себе белег. Значи, се знае во кој време е направена зоолошката, во кој време е направена Отиња, во кој време е направена патеката, во кој време се направени проектите што ќе останат на град Штип. Значи, понешто ќе бидеме запаметени. А доколку сме на раководни позиции, ние не работиме за избори. Да се разбереме. Изборите, пример, ќе бидат за 3, 4, 5, не е битно кога ќе бидат, и сега ајде ќе работиме, идат локални избори, 3 месеци пред избори ќе асфалтираме на улица, како што беше во минатото. Една улица се асфалтираше една година. Ние од првиот ден до последниот ден работиме со исто темпо, исти жар, со исти елан за работа, а тоа граѓаните се надевам дека знаат да го ценат, затоа што сите проекти кои што ги правиме за нив. Се надевам дека знаат и тоа да го чуваат. Така да напоменеме само за нашите гледачи да биде јасно дека во овие работни акции се вклучуваат и административците на јавното предпријатие ИСАР, значи покрај оние работници кои што имаат работна задача како работа на терен, сите се вклучуваат максимално да дадат придонес за она што го прави јавното предпријатие ИСАР. Веќе споменавте зоолошката градина кој што беше едно освежување за Штип и секако најмногу се израдуваа најмладите, но и сите ние останати граѓани на Штип. Дали е постигнат ефектот и кој што вие го очекувавте со самата изградба на зоолошката градина? Значи кога почнавме да ја градиме зоолошката градина, ние имавме визија како таа треба да изгледа. И веќе знаевме и го очекувавме ова дека ќе има над 20.000 посетители. Значи кога започнавме, прво бевме наидовме на презир, наидовме на подсмев, овде ли ќе правите зоолошка, ова диво градби, правите вака, правите кокошарници, чувате кокошки на подсмев и на социјалните мрежи. Меѓутоа како растеше од ден на ден, како мало дете, како растеше зоолошката градина. Едно живеалиште, друго живеалиште, трето живеалиште, четврто живеалиште, хигиена на ниво, искосени паркови, 10 видови на животни, 20, 30, 40 видови на животни, средено. Па дали во Штип има друго такво капче? И тие критизерите најголеми доаѓаат во зоолошката градина. Секојдневно. Значи е тоа многу мило, бидејќи влезот е слободен, секој може да дојде кога сака. Ние со градоначалникот ги одржуваме животните. Сами гледате дека градоначалникот секоја вечер ги посетува животните и носи храна. Значи, каква љубов имаме кон животните се гледа, потоа што направивме хумани услови пред се за живење на самите животни, хумани услови во смисол да бидат пуштени животните, да не бидат затворени само во кафети, да може слободно да се шетат. Еве сега правиме живеалиште кај срнат. Сакам да најавам дека сега ќе направиме еден зоособа, аквариумска зоособа во која ќе има аквариуми со повеќе видови на риби, повеќе видови на желки. Тоа ќе биде направено во стил, еден добар стил, а другиот дел од собата ќе биде направено како џунгла, каде ќе бидат пуштени повеќе видови на птици, да граѓаните тоа ќе биде за 20 на дена направено, ќе можете и ова да уживате. Значи дел по дел се го добива веќе сме влезени во зоо мапата на зоолошки градини. Веќе имаме дозвола за одгледување на животни во заробајништво, кој што ја дава Министерството за екологија, веќе сме легални.
зоолошка градина. Тоа ќе остане на граѓаните. Се надевам дека ќе знаат да го ценат и го чуваат. Јавното предпријатие ИСАР го обнови возниот парк, ја обнови и механизацијата, но веќе имаме и гледач на кој што му даваме предност. Повелете, во програма сте? Добар ден, повелете со вашето прашање. Поздрав до директорот на ГПИ-та до вас. Благодарам. Едно прашање да поставам. Јас сум редовен платеж на вашите услуги на јавното предпријатие ИСАР. Ама имам случаи што уопште не платят во изузот во трошок вода. Што ќе се преземе за тие граѓани, ако може да ми даде одговор директно? Ви благодарам за вашето јавување и за прашањето на кое што го очекувам одговор. Вака. Значи, гледачката која што се јави е доста обештетена. Мислам оштетена. Оштетена во смисол на оние кои што не плаќаат вода. Сите живееме во овој град, ја користиме водата, има граѓани кои што се несовесни и не си ги плаќаат своите сметки за вода. Ние како јавно предпријатие направивме повеќе преговори со тие, многу преговори со тие граѓани. Ги опоменувавме прво писмено, ги пуштавме, го утужувавме, ги пуштавме на извршител, меѓутоа не наидовме на некое разбирање, не наидовме на некој договор да постигнеме околу начинот на плаќање. Ја морам да ви кажам дека ние имаме 70 милиони денари утужени пари. И кога се наоѓаме во една ваква ситуација да мора да враќаме кредит, да мора да покриваме финансиски дупки од минатото, ние деновиве започнуваме, веќе од утре, со најнеблагодарната мерка исклучување од водоводниот систем. Значи, ќе одиме вака. Нема да одиме селективно, нема да одиме дали е член на ВМРО-ДПМН, дали е член на Социјалдемократскиот сојуз, туку ќе одиме социјалните случаеви ќе ги оставиме на страна, да се разбереме, меѓутоа има луѓе кои што имаат докторски титули, кои што имаат фирми, ради заштита на податоците има закон, не смеам да ги објавам. Јас прашував повеќе пати, се консултирав правно, не смеам да ги објавам. Има луѓе кои што имаат гигантски фирми што одат на суд. Ги го спорат логот од 300-400 000. Па ние со 300-400 000 може да направиме уште 5 парк. Со 300-400 000 ќе платиме дел од нашата електрична енергија која е 4 милиона денари. Овие луѓе ќе бидат исклучувани од водоводниот систем. Прво, ќе бидат опоменувани, значи од утре веќе ќе одат нашите екипи на терен и ќе ги посетат сите. Во сите райони имаме по 10 такви луѓе кои што имаат пари. Кои што имаат пари, а не ќе да ги плаќаат своите сметки, ќе бидат посетени од нас, еден вид медијатори и ќе дадеме рок од 8 дена да платат 50% од долгот, доколку не ќе бидат исклучени од водоводниот систем. Доколку не го подмират долгот во рок од 8 дена, ние ќе дадеме веќе опомена и согласно законот ќе дадеме решение за исклучување таму и ќе бидат исклучени од водоводниот систем. Јас се надевам дека и за оние социјални случаеви кои што нехумано ја трошат водата и кои што сите знаеме на кои одредени подрачја се случува тоа, меѓутоа знаеме и колку во летниот период ги наводнуваат улиците, се надевам дека ова ќе го сватат малку од друг аспект и ќе внимаваат на користењето на водата. И сакам само да напоменам дека имаме случаеви каде извршиме исклучување од водоводниот систем. Досега имаме такви случаи кои имаме исклучено не плаќаше водоводниот систем, тие повторно, значи на своја рака, повторно се уклучуваат во водоводниот систем. Сакам да ја кажам дека се спремат кривични пријави, ќе бидат кривично гонети за има таму член во законот, ќе бидат кривично гонети кои што ќе мора да си ги понесат своите последици за тоа што го направиле. Так, ние веќе имаме и следен гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, само намалете го вашиот телевизиски приемник, бидејќи подоцна не слушате од телевизорот. Сакам да го поздравам директорот на јавното предпријатие. Сакам да ја попалам неговата пожртвуваност и работа во реката Отиња и да ги поздравам сите административци кои учествуваат во работата на коритото на река Отиња. Сакам да поставам едно прашање. Повелете. Гледаме ки интензивно се работи на пазарот. Заинтересирана сум за дуќан, па ме интересира колку ќе бидат готови дуќаните и која ќе биде процедурата за нивно изнајмување или продавање, значи. Ви благодарам. Интересно прашање и важно прашање, затоа што градскиот пазар во Штип ќе биде еден од најсовремените пазари и кој што сите со нетрпение го очекуваме. Доста беше од оние пазарни површини кои што не наликуваа на вистина на пазар. Сакам да најавам во вашата емисија дека во петок во 11 часот ние свечено ќе го пуштиме новиот дел
односно реновираниот дел од пазарот. Сите знаете дека од 89-та година од кога е изграден пазарот, не е удар ниту еден клим во него. Беше запустен, значи тотално беше уништен. Еве сега 14 нови дуќани има направено. Целиот пазар е покриен, долното плато, има нови тезги, ќе има освежување со вода, со распрскувачи, ќе биде осветлен, ќе работи до 22 часот навечер. А за сите граѓани сакам да најавам дека голем проблем е кога доаѓате на пазар да немате каде да се паркирате. Ние веќе како јавно предпријатие правиме и паркинг на горното плато за 70 возила. Така да граѓаните за еден час ќе може да се паркираат, на 10 метри е пазарот, новиот пазар, да се испазаруваат и да одат. Верувајте дека имаме голем интерес како и за дуќаните, така и за тезгите. Затоа што по покриен пазар, по подобри услови секој сака да работи. Што се однесува до дуќаните, ние веќе сме во фаза да ја оформиме цената, како ќе ја оформиме, значи што го со законот, тоа го имаме дадено на проценител, очекуваме, еве секојдневно прашувам, секој понеделник на состониците прашувам, додека е со пазарот со проценител, додека е со проценител, очекувам дека овие денови конечно ќе се заврши тоа, проценителот ќе излезе и ќе каже, тамо не знам како беше 5% проценетната вредност е најниска цена, па потоа ќе има јавно надавање кој слободно гледачката може да учествува. Ако успее да добие дуќан, има голем интерес, дуќанот ќе биде даден, ќе склучиме договор, ќе се плаќа одреден надоместок на јавното предпријатие ИСАР и така. Така, го имаме веќе и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, во програма сте, Имам едно повелете. прашање до директор до ИСАР. Повелете. Ме интересира дали како директор он е заинтересиран за браќа Даневи 14 да ги сите дрва од стране, имаме молба ставено, а тоа се влече со години. А второ прашање, имам гроб во старите гробишта, 5 пати ги на родителите, 5 пати ја правам клубата, се клубата кап. Кој одржава таму, кој воде сметка, се може да се купата права. А за парко, тука за кај нас, змии ќе ни изедат. Пред неговата зграда се косе секој недела, а ние од оваа страна змиите нас ќе ни изедат и смоци ќе излезат, веќе да прават. Така. Ви благодарам. И благодарам многу. Ај, пријатно. Пријатно. Значи гледачката ако излегла денес надвор, може да види дека браќа Даневи започната веќе да се косе. Тоа не е вистина дека се коси пред мојата зграда секоја недела. Значи ние имаме план и програма како се коси. Значи сабота, започнавме од сабота со Сремски фронт, браќа Даневи, имаме налог за работа и програма. Овие улици што ги спомна гледачката не се во нашата програма за косење. Меѓутоа, ние како јавно предпријатие помагаме на граѓаните. Секој треба да си го искоси дворот во својата зграда. Луѓето што плаќаат за градско зеленило, го плаќаат за градското зеленило, како што е зоопаркот, како што е паркот во Сутлакот, како што е со парковите во Отиња, паркови, тоа се мисли на градско зеленило. Не сме должни да ги косиме јавните површини во стамбените згради. Меѓутоа ние тоа го правиме. Веќе сме стасани до зградата на гледачката, така да утре, други ден најкасно како напредуваме со косење, ќе биде искосен паркот. Што се однесува до сечење на дрвата. Ние како јавно предпријатие не смееме кое дрво сакаме да го пресечеме. Не ме ми сметат многу дрва, ајде ова дрво ќе го исечем. Значи треба да се земе, кога кажувам патот кој што е, да се земе дозвола од комуналниот инспектор од собранието, да се оцени дали тоа дрво смета, не смета, штетно, нештетно, да се земе дозвола за сечење, во која дозвола ќе биде и решение, издадено решение да јавно да гласи да јавното предпријатие ИСАР го исече дрвото, таму и таму ние веднаш ќе го исечеме. Така да гледачката слободно може да дојде уште утре во 9 часот кај мене во канцеларијата. Ќе поразговараме, ќе видиме кај се наоѓа тоа дрво, да и нашите служби да ја препратат, да ја кажат што треба да направи, а што се однесува до косењето, може би и денес веќе да искосено тамо, бидејќи веќе сме на тој дел. Браќа Даневи, Сремски фронт и браќа Даневи 14 ќе биде искосено. Така, и за одржувањето на гробните површини и за чувањето, За претпоставувам. одржувањето и чувањето на гробните површини имаме служба. Знаете дека гробиштата се големи. Има стар дел на гробиште, нов дел на гробиште. Ние гробиштата редовно ги косиме, редовно ги одржуваме. Значи имаме 4 косења во текот на годината на самите гробишта. Веќе набавивме и препарат со кој ги прскавме дел од гробиштата за да ја тревата уништиме, за да не расте, значи да ја уништиме тревата. Што се однесува до клупата, еве конкретно гледачката која што се јави, утре кога ќе дојде ќе да видиме дека се наоѓа таа клупа која тргнал, бидејќи сами знаете дека веќе морам да напоменам да знаат сите граѓани дека самите гробишта се веќе сите под видеонадзор.
Значи се гледа 3 месеци уназад снимат нашите камери и можеме да видиме доколку настанала некоја штета, да провериме баш точно, да видиме на тоа место, да провериме Така, за видеонадзорот ќе зборуваме и малку подоцна, а веќе предност даваме и на следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете со вашето прашање. Имам прашање до директорот, до каде е реновирањето на слушевите во бањата? Така, ви благодарам на прашањето. Бања Кежувица, веројатно, верувам дека сите наши гледачи се заинтересирани токму за овој наш капацитет кој што сакаме да биде што е можно во најдобри услови. Значи, ние како јавно предпријатие досега успеавме да ги изреновираме машкиот дел на бањата комплетно, со нови санитарни јазли, комплетно електрика, водовод, нови плочки, нови тушеви, базенот комплетно го обновивме, прозорите ги обновивме капацитетите за престој на гости, комплетно собите со нов ламинатен под, нови ПВЦ столарија, сето тоа платено, да се разбереме, инвестирано, платено, не долг, да оставаме некој после мене да плаќа, затоа што е правено сега ние се фалиме, меѓутоа се платено. Што се однесува до тушевите, заедно со градоначалникот успеавме да заедно со источнопланскиот регион да добиеме средства. Мислам дека веќе работа е завршена, проектот денес се однесе и ќе започнеме со, имаме доделен, мислам дека ни се доделени 20.000 франци, ќе започнеме со реконструкција на тушевите. Сето ова ќе биде некаде до месец август, септември, комплетно ќе бидат завршени тушевите, секоја посебна кабина ќе се биде изреновирана. Тушевите се во катастрофална состојба. Ги оставивме за крај, значи одивме прво со башката бања, женската претходно беше реновирана и таму имавме мали санации, одредени санации. Мислам дека граѓаните се задоволни од бањата, бидејќи картата е ефтина, услугите се квалитетни, хигиената ја одржуваме на ниво, парковите површини се одржуваат на ниво, се чистат парковите површини од самиот влез на гробиштата, кај што се влегува више целиот пат, овде кај што ни е пералната, па се до бањата. Значи комплетно се чисти, дури ги косиме и на физикалната терапија паркот го одржуваме ние. Комплетно. Така да се надевам дека до септември ќе бидат комплетно средени тушевите и гледачката комплетно може да се оде на бања. Ние ќе продолжиме со нашиот разговор, но пред тоа ќе направиме една кратка пауза со блок на реклами, а вие не заборавајте 399-388 телефонскиот број за да се вклучите директно во програма, 032 е повикувачки број за штип. За кратко, поточно за неколку минути се враќаме повторно со разговор на нашата тема.